Драги пријатели, вечерва одлучив да не пишувам текст за мојата веб страница. Сакав лично да ви се обратам преку оваа видео порака, да ви објаснам малку повеќе околу епидемијата или пандемијата коронавирус, што се случува и што стои позади неа. Коронавирусот не е случајно, он е модифициран, поточно првпат се појавил некаде 1918 година, позната како шпански грип, од кај се издвојува, а веќе 2015 година САД и го патентира, тоа го докажуваат и русите во Обединетите нации дека патентиран во САД, а првите експерименти точно со коронавирусот се случуваат во САД некаде минатата година, каде десетици американски војници умират и се заразуваат, но одеднашка тоа се испушта од контрола. Што се случува понатаму? Коронавирусот е модифициран во меѓувреме и на војните вежби, бар така викаат некои извори, дека се пренесува во Кина. Но Кина сето тоа знаејќи го, подготвено го дочекува, благодарение на руската разузнавачка служба, иако и кинеската не е мала. Многу кинези работат во ЦИА, бидејќи се државјани на Америка. И они го успеваат вирусот само да биде во Вухан, на таа територија, и некаде непоне 80.000, 76.000, нема да рече збор, се заразуваат, но реков, подготвено го дочекуваат и се справуваат, и непуни 4.000, мислам, 4.000 имаше починати во Кина. Додека починатите веќе се бројат околу 30.000 во светот, а знаеме дека во Европа епицентарот е во Италија и во Шпанија. Италија не е случајно избрана, бидејќи Италија полека сака да се оддалечи од Европската унија, освен што сака да се оддалечи, и од кои причини мора прво да ви кажам и зошто се случува се тоа. Пред секој, за да се спречи социјалните немири, бидејќи престои голема рецесија на глобално поле, зборува, поради пандемијата. Пандемијата е ко оружје да се спречат социјалните немири или револуции во светот. Многу мои текстови кажат дека САД е една од најзадолжените најзадолжена земја во светот, понеже Велика Британија, трета е Германија, четврта е Франција, пета е Луксембург, пета е Јапонија, шеста е Луксембург, седма е Италија. Ова се зборува. Затоа неколку мои текстови кажа дека наскоро предстои распад на НАТО, особено на Европската унија, бидејќи касата на Европската унија е празна, а буквално распадот на Европската унија почна со Брекзитот во Британија, или поточно Велика Британија, по налог на САД и поточно по налог на кралицата. Не знам колку е познато, многу од вас слушнале за Харвард, но не знам колку слушнале кој го финансирал научниот проект Харп, лично британската кралица Елизавета. Но да продолжам понатаму, која е целта на пандемијата коронавирус. Значи, предизвикување или економски колапс кој се наоѓа целиот свет веќе, значи рецесија е фатена сите економии, поточно големите економии. Самата Германија беше принудена да позајми 160 милиарди евра, од кого може да позајми само Светската банка или од Кина. А знаеме дека Германија е локомотива на Европската унија, значи ја сметаме за економски неразвиена и техничка земја во Европа. Но се покажа тоа е незадолжена земја, но не е толку задолжена поради своите позајмување, него Германија е окупирана земја, незванично, званично е, таму има многу
американски бази. Освен тоа што има американски бази, они немаат војна слобода, без разлика што е толку силна економска земја. Она нема право на нуклеарно оружје, како и Јапонија. Имат економска слобода, но не и војна слобода. И пандемијата на грипот започна, бидејќи беа немоќни сад да ги запрат Русија и Кина на европското тржиште, на европскиот пазар, особено Кина, која настапуваше и го започна оне познат ниве проект еден пат или патот на силата. Еден пат, еден појас или повторно патот на силата. За да го започна со два проекта. Еден беше проект купување на Пиреја, пристаништето во Грција, а додека Солунското пристаниште го купија Русија, оттаму мора да поминат овие два проекта, гасоводот и кинеската брза пруга. Од тие причини Русија и Кина ги заштитуваат, иако Русија не толку колку Кина јавно, Србија и Македонија. Не знам нашите слушам дека одбиле помош од Кина, тоа била најголема глупост. Единствени пари кои што се сега се на истокот. Западот се наоѓа во една голема економски колапс и допка. Самиот Макрон ме цитираше денове, се насмеа кога го видов. Ја реков дека коронавирусот ги растори Европската унија и НАТО пактот, што е факт, бидејќи без пари ништо не се може, а касата на Европската унија е празна. Фактички Европската унија почна да се распаѓа со Брекзитот, со излегување на Велика Британија. Иако Велика Британија беше тројанскиот коњ во Европската унија, зашто велам тројанскиот коњ, она никогаш не го прифати еврото, се остана на низината фунта, а дека пак Европската унија кој проект е проект уште на Хитлер, поточно докторска дисертација на Курт Вакел, што зборува дека Европската унија беше обична колонија на Германија. А секогаш, ако се добро погледа, секој аналитичар знае, ако се добро погледне историјата, секогаш било судир помеѓу Германија и Велика Британија, особено кој империја, со тоа што Велика Британија била колонијална сила, дека Германија не била, пред тоа и започнува од Првата светска војна за нова поделба на колонии. Но да не ви држам историски предавања, јас сепак сум новинар аналитичар, но за да си новинар аналитичар треба да ја познаваш историјата, бидејќи некои настани што се случува се незавршени работи во историјата. Со пандемијата коронавирус се има неколку цели. Прво да се оправда економскиот колапс кој е поголем од 2008 или 2009 година, кога целата светска економија зафати рецесија, интересна работа тогаш Македонија не ја зафати, благодарение на добрите економски потези што ги повлече тогашната влада на Груевски. Инаку како политичар за мене е нула, но како економист е многу добар и докажан, чак беше едно време и советник во владата на соседна Република Србија. Но да не додам многу, да продолжам за пандемијата коронавирус, тој е модифициран и излезе од рамките и од контролата на самата САД, која води и со голема војна делегација на војните игри 2019 во Кина, каде веќе во ноември месец декември се појавуваат и првите случаи на коронавирусот. Интересна работа излезе по порталите, не само во Кина, дека коронавирусот наводно било прва појавена во Италија, најголемото европско жариште поред Шпанија во моментот и Франција, кај исто има многу заразени и многу починати. Германија се уште држи. Но што е причината зашто се брзо толку шири коронавирусот? Не знам дали забележавте, зимово беше многу благо, немаше ниски температури,
овој период, март место да времето се стоплува, денови имавме паднател снег. Значи, тоа беше погодно за ширење на коронавирусот. Интересна работа која ќе се погледнат информациите кои доаѓаат од медиумите. Прво се изјасни рускиот епидемиолог, покасно и американскиот биолог, дека коронавирусот ќе загине со стоплување на времето, значи над 20 температура треба да има најмалку 2 недели и треба да се избегнат да се почитуваат сите мерки што се препорачуваат. По мои проценки и мои анализи, ако се точни, времето ќе покаже, ја поради некои работи што сепак следам, и наравно, во многу текстови кажа дека е изучувам или истражувам парапсихологијата и астрологија што од 83 година. И многу ми е полесно да они ми служат повеќе за моите новинарски анализи да бидат поточни. И за чудување, например, беше канал ТВ21 кој сними многогодишно интервју со мене, каде јасно кажав дека изборите во Македонија ќе се одржат, но знаев дека не само во Македонија, во многу земји оваа година изборна година ќе бидат одложени. Па не е случајно и претседателски избори да не се случат во Америка. Значи, и тоа не е случајно. Во Србија се веќе одложија, кај нас се одложија. Значи, сега намерно, ово што се ни се случува времето студено се прави со харпови, го тврдам тоа, иако нема материјални докази, го тврдам на база на моите анализи. Но не може долго да потрае, бидејќи природно сонцето, ми сме малку на југ, иначе рускиот епидемиолог смета дека крајот на април, најкасно почетокот на мај треба да се изгуби коронавирусот. Тоа е еден вид на грип, но многу модифициран, многу попосебен од досегашните. Ги напаѓа дишните органи, а интересна работа која коронавирусот и дишните органи, па и светските политичари, значи он се користи не само за да се ублажи економскиот колапс кој го доживува Западот, он се користи да се отстранат и непожелните личности токму на Западот. Ако добро ги следите медиумите, информациите, иако македонските медиуми тоа не го пренесуваат, Велика Британија е позната по тоа што на суров начин се ослободува од непожелните личности во кралските семејства. Прв пример за тоа е принцеза Дијана, која со намесена собраќајка заминува. Сега наред е тамо принцов Чарлс, кој има над 71 година и е позитивен на коронавирусот. Ако ќе земете во предвид дека принцов Чарлс е престонаследник на Велика Британија и треба да ја наследи кралицата, тој значи веќе има над 70 години, автоматски со тоа би пропаднало британското царство и се бара помалат наследник, тоа се мои анализи, значи немам материјални докази за ово што го зборувам, сакате верувате не, сакате не, ова е база на моите анализи го зборува. А дали се точни, времето ќе покаже. Значи, од тие причини принцов Чарлс се заразен, покрај него и примерот заразен во Велика Британија, но дали е заразен прашање или глуми заразен, од тоа преку видеоконференции со владата комуницира и ја води владата. Значи, принцов Чарлс не е случајно заразен, иако се обидува да го заразат и председателот на САД Доналд Трамп. Наместено му беше средбата, ја го тврдам тоа, моите анализи, од база на моите анализи, значи немам материјални докази. Неговата средба во Бразил со лидерот, дали премиер или председател, не сум сигурен, Болсонаро, и со неговиот шеф на кабинет кој веќе бил заразен со коронавирусот,
со коронавирусот, значи, а тоа се открива еден потоа. Значи, по нивната средба, кај што Трамп се ракол и со него, а не е исклучено чак и при лидерот, дали пример или председател, кој што рекол Болсонаро на Бразил, да е заразен. Интересна работа се случува понатаму. Ова користи Русија и Кина, со право, а Европската Унија или Европската каса е празна. Италија побара хуманитарна помош од Европската Унија. Беше одбиена, бидејќи немаше од кај да се даде и да се дозволи. Прво Германија одби да испрати респиратори и други потребни медицински средства. Во тој момент, бидејќи Кина имаше договор со Италија, значи робата преку Италија да се пласира на европскиот пазар, едниот пат беше, а другиот пат беше преку грчкото пристаниште Пиреа. Значи, затоа и откупено. Значи, преку брзата пруга која требаше да се гради преку Македонија и Србија, Унгарија и да заврши во Будимпешта, како и рускиот гасовод, а Унгарија да биде главен транзит после и за рускиот гасовод и за робата што доаѓа од Кина на европскиот пазар, бидејќи Унгарија е дел од Европската Унија како и Италија. Значи, од тие причини Кина веќе влегува со бесплатна помош и лекари во Италија. Иначе Кина има, благодарение на Руската разузнавачка служба, подготвени и Русија и Кина, Русија има многу малку заразени, а и во моментот добри вести стасува токму од Русија, го пронашла лекот, поточно тоа е како комбинација на против маларија и не знам уште кои други, да не трескам некои зелени, кои област кај што не се разбирам, тоа е медицината. Но сепак е пронајден лекот, русите тврдат дека лекот делува и кај веќе заразените и може да се спречи понатамошно ширење и излекување. Значи, лекот е пронајден, престои ни само да се придржуваме и да го чекаме сонцето. Американците сега се во еден хаос, а тоа значи ќе дојде до подобрување на временските прилики кај нас, не може веќе да работат. Кај нив велики голем хаос од причина што веќе нас околу 112.000 до вчера беа заразени во САД, а некаде околу 1.800 луѓе починати. Самата држава Њујорк е голем хаос, а и самиот либерален однос во САД е придонесува за брзо ширење. Моите анализи зборуваат дека бројката во САД може да намине 300.000, не е чудо да достигне бројка од 1.000.000 заразени. Бидејќи во САД нема контрола многу, значи не се воведуваат полициски час, нема таму полиберална држава и потешко има контрола. Ако се добро забележа во сите подкомунистички земји, значи што биле социјалистички земји, многу полесно се воведува контрола, не само политички сад, и луѓето се подисциплинирани, повеќе имаат страфи од влада и од се. Така Македонија е малку исклучок, бидејќи многу силно влијание беше на САД. САД толку не успеа силно да влијае во соседна Србија, бидејќи таму имаат, НАТО има, мислам, цел спас држи толку во Министерство за одбрана, но има толку силно влијание, иако можам слободно да кажам, по моји анализи дека Вучич не е човек, но пандемијата на коронавирусот, тоа е една група на грип заболување, ги поремети сите планови таму, политички. Ово Русија и Кина ќе го искористија добро и се покажа како хумани земји, не само, тука и Куба помогна, таму е многу малку заразени. Значи, се покажа дека социјалистичките земји, една од многуте работи што имаат развиено, тоа е медицина, особено Кина, која мислам дека на светскиот пазар учествува со 80%
во формација за продажба. А ако најдобра медицина, ја сметам руската медицина, руските технолошки се најнапредна нација, кој да сака да ги мрази или не. Сам не сум русофоб, руски ориентиран, нити амерички, но кој не се зборувам објективноста. Ако ви земете кој за пример, нема многу да ви да споредувам, русите први изградија војна, уствари селенска станица Мир, понатаму дека е тешка за одржување со распад на СССР, ја рушат и ја градат меѓународната селенска станица со руски селенски бродови или ракети се патува до селенската меѓународна станица. Американците се обидува, не успеа. Не знам колку и познато, американците купуваат руски ракетни мотори. Да не должа многу, сакам да ви кажам дека по мои процеки, по мои анализи, коронавирусот од втората половина напред треба целосно да ја снема од Македонија, но прво треба да има најмалку 2 до 3 недели сончеви недели, значи температурата да се качи 20 степени преку ден најмалку. Значи да ја помине бројката од 20, она почна да се качува, но ја тврдам, велам дека нема материјални докази, тврдам врз база на моите анализи, намерно, не времето не само тука, и во Србија исто лошо, и за не само тоа. Денове имаше и во Србија, Белград беше еден од најзагањените градови, значи без причина во светот, не само кај нас, на листата, а и во Скопје загаденост, тоа некој намерно го прави, но не се сем дека прво ги трои собствените деца, па после другите. Да не должам многу, сакам утрешно да ви кажам, значи треба прво да се придржуваме до сите мерки што ги пропишала владата, особено постарите генерации, значи се 5 години, би рекол и над 40 години, природно на човекот, имунитетот на организмот паѓа после 30 година. Сами гледате дека ретко некој спортиста земете во фудбалот, кошарката, после 30 година повеќе неискуство игра. Значи, самиот човечки организам после 30 имунитетот се намалува, а што е поголема возраст, нормално и помало имунитет на организмот. Значи, да не должам многу, и давам совет да се придржувате до мерките кои пропишала владата, строго, излегување со маски и ракавици во овој период, се дека најмалку 3 недели не помина сончеви период во Македонија. Но рускиот епидемиолог и американски биолог некој жена е во прашање, потврдува дека само чудо може да се не спаси од коронавирусот, поточно зголемување на температурите. Значи, треба да почекаме, а со самото ненормално ширење на епидемија во САД, ќе се намалат и харпот и ќе дојде до затоплување, бидејќи и нив им треба. Значи, уште еднаш апелира да се почитуваат мерките и трпеливо да чекаме топлите пролетни денови кои доаѓаат со првата половина на април. Ја мислам дека до втората половина, најкасно до крајот на април, вирусот во Македонија ќе го снема, бидејќи тоа е група на вирусови, а сезоната на грипови се знае кога, тоа е да почнува со крајот на јануари, февруар, март, најкасно април во Македонија. Од тие причини, уште сезонските грипови вакцините се примаат есен и пролет, ја досега никош не сум примал, бидејќи иако во некој смисол спаѓам во ризична група, но не е паметно да се примаат, се намалува имунитетот на организмот и така натаму. Да не додам и посакувам убав викенд и уште еден совет, придржувајте се до мерките што ги владата донесе. За ваше добро, значи, да се избегнуваат собирање на повеќе луѓе, гости, примање гости
и обавезно излегување со заштитни маски и ракавици. Факт е дека маската повеќе треба да носат оние заразените, но сепак носење на маска значи и примање помалку воздух или бакцили. И никако што препорачуваат маски за повеќе употреби, ја не би препорачувал, па наводно после со преглед се уништувајќи не. Маска само една употреба и ракавици една употреба и веднаш фрлање во корпа за отпадоци или контейнери и ѓубрето да не се чува дома, бидејќи бактериите не паметни да се чува дома. Паметно веднаш да се очисти со сето ѓубре од канта за отпадоци да се фрли во континер. Толку од моите совети, значи ова е намерно направено да се закрие економската криза, инаку по коронавирусот ви тврдам и се го кажав дека коронавирусот ќе спречи војната НАТО вежба на руските граници, тоа се случи. Значи коронавирусот, по коронавирусот ќе дојде до војни конфликти затоа во друга прилика, кој ги очекувам некаде после мај месец, значи во друго видео за тоа ќе зборувам, но коронавирусот дефинитивно уништи организациите кои што се НАТО и ЕУ. Значи може да очекуваме распад и малку е трагикомично ова нашето влегување во НАТО, па и само ја добивање дата без прецизирање која година, не мислам на месеци, но тоа е тоа. Драги пријатели, значи ви посакувам убав и добро здравје и чувајте се, значи, ќе се чувате само со владините препораки и препораките на епидемиолозите. Добра ноќ и добро здравје.
Добро утро, драги гледачи. Вечера на 11 все пак повеќе да